Стратешко планирање за развој на културата во Пелагонискиот регион. Ова е задачата што пред себе си ја постави Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, зашто културата на оваа тема во рамките на она што пред малку го видовме, ќе зборуваме со Емилија Геровска, директор на овој центар. Добре дојдовте во Актуел на Тера. Добре ве најдов. Се фативме за културата, најлесна ни е или најмногу ја имаме? Па би рекла тоа второто. Кога би анализирале кои се потенцијалите на овој регион, културата е секако една од тие топ 3 кои што ќе се најдат на тој приоритетен список. И во таа смисла се најдовме на иста линија со регионот Долна Нормандија, кој што го отпочна вториот 3-годишен циклус за соработка со Македонија. И ете препознаа во Пелагонискиот регион и потенцијал од аспект на културна понуда, но и од аспект на организацијски можности преку Центарот за развој на Пелагонискиот регион да се работи токму во оваа област. Тоа претходно го препозна во Мариовско, со општина Новац или има некаква соработка? Точно така. Значи, регионот Долна Нормандија си поставува различни приоритети за секој 3-годишен циклус. Доколку претходно има директна соработка со Министерство за локална самоуправа и работеа на теми кои што можеа да ги поврзат, значи нешто што се случува исто и во регионот Долна Нормандија, тој карактеристичен специфичен туризам, го валоризира и Мариовскиот дел, особено заради присуството на француските војски за време на Првата светска војна. И од тој проект на некој начин ги сумира резултатите, меѓутоа и ги видува потенцијалите за во овој нареден 3-годишен проект да пристапиме кон нешто, би рекла, потемелно и посериозно. Децентрализацијата кај нив поразвиена? Да ви кажем искрено, ова ќе го објаснам со една анегдота. Бевме во Долна Нормандија како да го значиме почетокот на овој проект. Председателот на регионот Долна Нормандија, кој што е некој регион со 2 милиони жители, во воведното излагање на свечената конференција која што беше со гости од највисок ранг во политичка смисла, кажа дека во времето на Луи 16 државата целосно ги финансирала сите културни активности и до последното село во Франција. Но тоа многу се променило. Сега самите општини, региони имаат достаточно средства да финансираат огромни културни активности. Меѓутоа, со доаѓањето на Саркози, работата повторно се придвижувала во насока на времето на Луи 16 и заврши со прашањето дали Саркози е цар, дали Саркози е император. Имаме ние цар сега. Така да, тоа е неспоредливо колку Франција троши пари на оваа тема. Како кај нас таа децентрализација се спроведува, бидејќи ретко која држава сака да се откажи многу лесно од надлежностите, особено заради парите. Тоа е вистинското прашање. Нема децентрализација без фискална независност, односно без финансиска сигурност. Одиме ли со брзо посакувано темпо или глумиме? Може би не сум најкомпетентната личност да одговори на ова, секако во прв ред тоа се градоначалниците, меѓутоа како личност која што е вклучена во локалната самоуправа од најразлични аспекти, можам да кажам дека има општини кои итекако добро го држат темпото на децентрализацијата, меѓутоа има и општини кои што се помали, рурални и кои што можеби им треба помош во оваа фаза. Меѓутоа мислам дека и тие чекор по чекор го наоѓаат местото со новиот систем на уредување. Колку време ќе ни биде потребно за да се едуцираме за сите овие проекти, нели што ги имате во план да ги работите во наредниот период и кога е она што конкретно ќе го видиме, значи на хартијата да кажеме толку и во пракса како тоа ќе изгледа, односно да го имаме бенефитот од сето тоа? Кога би елаборирала за секој проект одделно, веројатно ќе ни требаат 2 актуели, меѓутоа сумарно ќе кажам, проектот Градиме партнерства кој што го отпочнавме во есента ќе приврши со 2 големи регионални презентации, една во Република Албанија и една во Република Грција, на кои што многу конкретно, многу прецизно ќе се посочат можностите каде овде некој може да дојде и да инвестира. Паралелно со тоа ќе имаме една фантастична бројка од луѓе во општините, меѓутоа и бизнис секторот. Нели да дојдат луѓе да инвестираат и да ги имаме парите. Квантификација на резултатите од проектот. Тоа е начин на кој што центарот функционира, работи, тоа е проектно работење. Значи имаме бројка на добро обучени луѓе кои што ќе знаат да направат добар проект, знае и досега, меѓутоа еве ги надградивме нивните капацитети. Имаме промоција на сите индустријски зони во регионот и промоција на сите останати можности за инвестирање, како дома, така и надвор. Значи ова е еден сеопфатен проект кој што преку веб порталот Пелагонија Бизнис МК буквално на едно место ќе стави се она што значи бизнис и можност за нов бизнис во регионот. Имате една тема обука за изнаоѓање на фондови, тоа е доста интересно. Колку знаеме ние да ги користиме парите од фондовите на Европската Унија? Дали сме доволно писмени, бидејќи некош не знаеме да ги направиме проектите, а со тоа ги губиме и парите кои ни стојат на располагање? Имало бројни примери за Македонија такви, за жал.
Може би вие ги знаете тие примери, јас не ги знам, еве како личност вклучена директно во Не заедничкиот само за Битола, мониторинг генерално за комитет. Македонија. Да, баш генерално. Значи, јас сум член во заедничкиот мониторинг комитет и за сработката со Албанија и за со Грција во делот на втората компонента од ИПА. И можам да кажам дека сите повици кои што се однесуваат на оваа соработка се до последно евро искористени средствата. Друго прашање, зошто за средства од, не знам, пример, 5 милиони евра, ние имаме апликации во вредност од 50 милиони евра. Тоа е тема за некоја друга емисија. Меѓутоа, капацитетите за изработка на еден добар проект, на една добра апликација, никогаш не треба да престанеме да ги надградуваме. Тоа не е статична материја. И во секој случај нас ни требаат луѓе кои што ќе може тоа занатски да го прават. Затоа што, секогаш како пример ја земам Словенија, нивните невладини се трансформира во консултантски куќи кои како добро бенефитираа, подготвувајќи предлог апликации за мали општини кои што не им се исплати да вработуваат кадар 365 дена, туку на одреден повик, на одреден конкурс. Со Словенија, да, сега за Словачка читаме ќе има соработка. Да, амбасадорот на Словачка, не знам, може би се сеќавате, беше на некоја од нашите активности и покажа навистина заинтересираност за да се сработи нешто со неговата амбасада, односно со неговата држава во овој регион. И во таа смисла ја прифати, односно самиот тој ја побара мапата која што ја промовиравме и открите ги убавините на Пелагонискиот плански регион, да помогнат во нејзиното издавање, така да со нивни средства ќе го имаме првото пилот издание. Мислам дека тајмингот е совршен во очи на доаѓањето на нашите иселеници, меѓутоа и во очи на туристичката сезона. А за да не се налути другата половина од поранешната Чехословачка со Чешка? Баш така, точно така. Дипломатски. Се трудиме еднаков третман да имаме кон сите, нели? А се разбира што е можно повеќе проекти да сработиме кои што на крајот ќе бенефитира Пелагонискиот регион. Имаме најава за една поголема соработка повторно во делот на туризмот. Кај нив се карактеристични тие агрофарми, туристички, бајнски туризам и така натака. Меѓутоа, како што истакнев и во разговорот со амбасадорот, не можеме да ги копираме работите, мора да ги инспирираме нашите луѓе. И затоа ќе ги видиме нивните практики, нивните искуства, меѓутоа ќе го одбериме најдобриот модел кој што ќе пробаме да го направиме овде во нашиот регион. Да оставиме нешто и за во друг актуел да зборуваме на оваа тема. Ти благодарам за гостувањето во Актуел и многу успех во работите што ги работите. Исто, ви благодарам.